Навремено откривање на проблемите со здравјето и времето за лекување на болеста е должност на секој родител, па често знаат родителите да си го постават прашањето како да се грижиме за здравјето на детето. Одговор на тоа прашање даваат педиатрите. Тие велат дека кај децата најчести се горно-респираторните инфекции, вирусните инфекции, а за овај период од годината најчеста е појавата на варичела. Тоа се грлото, носот, трахеата, дишните патишта во горниот дел, значи надвор од белите дробови. И кога зборуваме за причинителите, најчесто се работи за вирусни инфекции. Значи некаде околу 80% од инфекциите, посебно на дишните патишта, се од вирусна етиологија. На второ место би биле инфекциите на дигестивниот тракт, значи на стомакот, на желудникот, на цревата. Многу актуелни беа и се уште се во овој период, повторно како причинители најчесто вирусите. Значи цела зима, што беше малку невообичаено, имавме да речам пола на пола беа респираторни, пола беа инфекции на дигестивниот тракт и се уште ги има. Нешто што е за одбележување во последно време, според епидемиолошката состојба, се појавата на сипаниците, исто како во групата на вирусни заразни заболувања, значи тоа е популарно наречената крупна сипаница во народот или варичелата. Доктор Фидановски вели дека за нормален развој на имунитетот и отпорност кон инфекциите од голема важност се претходно стекнатите навики во исхраната, односно воспоставен правилен и избалансиран начин на исхрана. Децата, вели, кои биле доени со мајчино млеко во првите 6 месеци од животот, ќе бидат поотпорни на инфекции. Имунитетот на децата, посебно во првите 5-6 години, е во фаза на развој, значи се уште развојот на имунолошкиот механизам не е завршен, така да децата се помалку отпорни кон инфекциите, посебно деца кои што се велиме во комуна, односно кои што живеат во окружение со други деца во градинки, значи установи од предшколска возраст, и кои што комуницираат со други, со возрастни и со деца, така да тие се многу повеќе изложени отколку другите деца и децата кои што се на исхрана поинаква од природниот начин на хранењето, односно мајчиното млеко. Многу е битно мајчиното млеко за развојот на имунитетот. Познато е од многу одамна дека децата кои што биле доени, кои биле хранети со мајчино млеко, процентуално помалку заболуваат од било каков тип на инфекција, а и кога ќе се појави инфекцијата е со полесен карактер, значи кратко трае и многу полесно поминува и нема компликации. Важно е, вели доктор Фидановски, за каков тип на инфекција станува збор пред да се пристапи кон лекување. Посебно треба да се внимава давањето на антибиотик. Ако се употреби антибиотик несоодветно, неправилно, а тоа е при лекување на вирусна инфекција, нема да помогне, воопшто нема да помогне, нема нити да ја скрати време траењето на инфекцијата, ниту ќе помогне полесно да помине, туку само ќе доведе до засилување на бактериите кои што може да ги има како присутни, да се меѓутоа во моментот актуелни не се како причинители на таа инфекција, да станат тие отпорни, така да кога ќе се употреби потоа антибиотикот, тој да воопшто не делува и да имаме големи компликации на бактериската инфекција. Кога се процени дека се работи за вирусна, чисто вирусна инфекција, а тоа е врз основа на клиничкиот преглед, направени дополнителни лабораториски испитувања од крвта, па дури микробиолошки испитувања, тука мислам на брисевите, и кога сме 100% сигурни дека не се работи за бактериска инфекција, антибиотик не треба да се употребува. Најчест симптом за инфекција е покачена телесна температура кај детето. Алармантна е температура која трае повеќе од 48 часа, тогаш треба да се секако да се обрати на доктор, и висока температура, да речеме над 39, температура пропратена со проблеми со дишењето, или температура пропратена со некои други симптоми од типот на губење на течности, како што се диареја, проливи, значи и повраќање, невнесување на храна. Тоа се алармантни знаци кои треба да не наведат, и секако температура која е пропратена со засегање, да речем, на општата состојба, свеста, изнемоштеност голема, тоа се знаци дека треба да се обратиме на лекар. Доктор Фидановски со совет до родителите да се придржуваат до советите за здрава исхрана и витаминска терапија дадени од педијатар и да се внимава со употреба на антибиотиците, бидејќи еден од главните фактори зошто има повторувачки инфекции е несоодветната употреба на антибиотик.